1 милион евра за реновирање на оделенија, 1,5 милион евра за набавка на опрема и апарати, намален долг на установата, подобри здравствени услуги. Ваква е сликата во Велешката болница денес. Комплетно се реновирани и опремени интерното и хируршкото оделение, а наскоро во употреба ќе се пушти и реновираното физикално оделение. Оделение е при крај, ја баш утро одев да го посетам. Собите се готови, треба да се стават уште уптикачи, прекидачи во собите и подот да се постават. И во санитарните чвори да се постават славени, чешми и умивалници. Значи, очекувам за 7 до 10 дена да го пуштиме на пробив. Вработените во болницата го одбележаа Светскиот ден на здравието. Директорот Атанас Василев им посака здравје и успешна кариера. На моите колеги посакам да имаат успешна кариера, да бидат задоволни со својата работа, со своите примања, да бидат задоволни со својата работа и исполнети. На пациентите ќе им посакам секој пациент што ќе се лекува во нашата болница, од болница да излезе како задоволен пациент. Задоволен пациент од докторите, од сестрите, од немедицинскиот персонал, значи од целокупниот персонал на нашата болница, секој пациент да биде задоволен и да кажува се најубаво за нашата болница. Според директорот Василев, наред за реновирање и опремување очното оделение, кој со години работи со стара апаратура, двајцата лекари се на обука, а на оделението годишно ќе се вградуваат и по 500 леки, најави директорот. Сепак тој потврди дека на установата и се потребни дополнителни кадри. Деветмина велешани се обучуваат да изработуваат браварски производи. Практична и теоретска настава за нив организира стручното Коле Неделковски. Училиштето е единствено во градот кој е вклучено во владината програма за дообука. Тие ќе престојуваат 3 месеци во нашето училиште, каде што ќе имаат теоретска настава плюс практична работа. Потоа 1 месец одат на практична работа во работна организација со која што училиштето ќе склучи договор. За сите овие 4 месеци добиваат парична надокнада од нешто над 5000 денари. На крајот полагаат испит пред комисија, доколку го положат се стекнуваат со сертификат. Кандидатите кои лани се обучуваа во Коле Неделковски сите добија вработување. Се стекнаа со искуство и диплома за монтажери на метални конструкции и производи. Минатата година училиштето за прв пат учествуваше во тој оперативен план на влада за преквалификација на невработени лица. Минатата година ограничен е бројот во тој проект, значи на 10 учесници. Минатата година ги имавме тие 10 учесници, можам слободно да се пофалам дека сите тие денеска се вработени после преквалификацијата. Оваа година повторно сме единствено училиште во општина Велес кој што успеа да влезе во тој оперативен план на влада и од 1 април повикани се новите кандидати и почнавме да работиме со новите кандидати. Се надевам дека повторно ќе се случи истото, дека повторно кандидатите по завршувањето на обуката ќе можат да се вработат. Обуката за преквалификација се реализира втора година поред. Таа е дел од стратегијата за вработување и ублажување на невработеноста. Со неа е утврдено дека со реализација на вакви обуки се овозможува надоградба на стручната подготвеност на невработените. Осумдесетгодишна жена од село Теово остана без стапало во железничка несреќа. Несреќата се случила во саботата вечерта околу 21 часот на станицата во селото. Старицата паднала во просторот помеѓу стојалиштето и шините додека се симнувала од патничкиот воз кој сообраќал на релација Скопје-Битола. Машиновозачот неа забележал и продолжил да го управува возот, па жената се здобила со тешки телесни повреди. Старицата веднаш била пренесена во Велешката болница, но поради сериозноста на повредите таа е префрлена во клиничкиот центар во Скопје. Жителите на селото раскажуваат дека жената се враќала од Скопје каде отишла да ја подигне пензијата на сопругот. Живеела во куќата веднаш до железничката станица во Теово. По наредба на јавен обвинител, екипа на СВР Велес направи увид на местото на несреќата. Дислокација на згурата зад топилница, деконтаминација на почвата во дворовите на училиштата и градинките, а потоа и на земјоделските површини. Ова е начинот на кој ќе се реши загадувањето во градот, сметаат екологистите. Велес се најде прв на списокот со 10 жешки точки кои викендов го објавија 20 на еколошки организации од државата. Формираа заедничка платформа Зелена Македонија. Бараат идните политички власти да се заложат за решавање на еколошките проблеми во државата.
Се додека само декларативно на лист хартија од избори на избори ги таргетираме и нудиме решение без решавање нови проблеми, тога само каскаме за тоа што се нарекува екологија. Суштинска екологија е суштинско да влиеш на решавање на проблемите, а не декларативно. Изградивме заеднички став околу најжешките и најбитните еколошки точки во Македонија и нудиме решение за нив. Ние сме не политички организации, а политични организации, невладини, меѓутоа истите ќе ги доставиме до сите политички партии со цел да побараме поддршка од нив за она што ние го нудиме како решение или пак нивни став во однос на жешките точки кои што ние ги таргетиравме. Бидејќи сега се избори, сакаме со оваа платформа да влезе во нивните политички манифести, бидејќи после оваа платформа секако дека ние како граѓански сектор се уште многу повеќе ќе стискаме да дело барем од овие точки се имплементират. Освен загадувањето во Велес, еколошките организации од државата сметаат дека сериозен проблем е индустриското загадување во Кавадарци, Тетово, Скопје, бесправната шумска сеча, загадувањето на Вардар. За сите овие проблеми екологистите нудат и решение. Не е целата на никој да се затворат тие големи капацитети производствени, бидејќи сепак тоа е важно за економскиот развој на сите региони, но сепак тие некои емисии на штетни материи да се стават во некои граници на дозволените законски норми. Ние се надеваме дека политичарите ќе се вразумат, би ги нарекол така, и конечно ќе ги сватат пораките на граѓаните, бидејќи ако ние не ги решиме тие проблеми, нема да дојде никој од надвор да не ги реши тие работи. Зелената платформа на крајот од месецов ќе организира и заедничка средба со политичките партии. Ќе побарат да го потпишат документот со утврдените 10 еколошки точки, но очекуваат да слушнат и како планираат тие да ги решат. Детската градинка Димче Мирчев денеска одбележува јубилеј 65 години постоење. Децата кои ја посетуваат оваа установа преку песна и рецитал упатија универзални пораки за мир, радост и љубов. Лична песна ветра, громко звони в шир, деца пеат копнеш лят, насекаде е мир. Сонце мило нека грее, насегда нека сја, глад да нема, бода нема, секој среќен да е. 2 дена детската градинка ќе го одбележува патрониот празник. Денеска свечено го подигнаа зеленото знаме, кое неодамна го добија како потврда за нивните еколошки активности, а во Клонос 6 децата се дружеа со ликовите од приказните и цртаните филмови. За утре е најавена голема изложба на повеќе од 200 деца, дел од средните групи кои работеа со екоматеријали. Средните групи во нашата установа во текот на целата година работат на проектот Маѓија на кукларството, па во однос на тоа и приредбата и патрониот празник ни е поврзан и изработивме кукли од хартија, од други екоматеријали со одредени големини, најразлични од најмална до најголема кукла. Во изминатава година градинката покажа одлични резултати. Доказ за тоа е се поголемиот број на деца, но и проширувањето со една паралелка во Градско. Можеме да се пофалиме дека мощно успешно функционираме како установа и со особено задоволство истакнувам дека оваа година доживеавме да се прошириме, а и бројот на децата во сите објекти во Велес е наднорматив. Денешниот ден го одбележи и боречката организација од градов. Неговите соборци и делегации од општината положија цвеќе пред спомен бистата на Димче Мирчев. По двете нерешени средби едно по друго фудбалерите на Борец не успеја да продолжат низата на освојување на бодови. Во 22-то коло од втората фудбалска лига тие загубија на гостувањето кај екипата на Тиверија со 2:1. По овој пораз, Велешани останаа на предпоследното место на табелата со 14 освоени бодови. По 22 одиграни надпревари,
Борец има многу лош скор, 4 победи, 2 нерешени и дури 16 порази. Велешани се наоѓаат на предпоследното 15-то место на табелата, само благодарение на подобрата гол разлика со последно пласираната екипа на Локомотива. Во наредното 23-то коло на помошното фудбалско игралиште во градскиот парк, Борец е домакин на Врапчиште, екипа од која во есенскиот дел од првенството тие загубија со 2:1.